24 октомври е светски ден за развојот на информатиката. По тој повод дојдов во Министерството за дигитална трансформација, а ќе позборувам со господинот Мирослав Гроздановски од кабинетот на министерот, токму за информатиката, ќе зборуваме за развојот на информатиката. Па веднаш ќе ве прашам до каде е развојот на информатиката во Македонија во споредба со светот. Добро утро. Добро утро и благодарам на поканата. Македонија бележеше соодветен напредок и беше лидер во регионот до 2015-16, многу пред државите од Западен Балкан. Денес, за жал, по неколку години стагнација, Македонија заостана во однос на другите држави, особено во поглед на Србија и Албанија, но сепак во последно време, би рекол, фаќаме чекор за да стигнеме до просекот. Во тој поглед работиме на развојот на електронски услуги, каде што во споредба до пред една година имавме 2000 услуги просек, 1502, сега имаме 12.000 барања во последните 30 дена. Што значи почнуваат да се користат тие алатки, се развиваат дополнителни услуги, се работи на промоција на истите и подигање на свеста, што е многу важно, и развиваме останати алатки кои ги прават овие услуги автоматизирани и подостапни за граѓаните, во смисла да не мора да аплицира на 5 места за да добие една конечна услуга. Од аспект, например, дека за лиценца ќе треба да аплицира на 5 места за да ga добие лиценцата. Не, се што може да се автоматизира, информатичките технологии помагаат тоа да се направи така, со што се намалува времето за чекање, се зголемува транспарентноста, се намалува човечкото влијание и можноста за ризикот од корупција при тие постапки и така натаму. Во поглед на Европска унија, за жал, доста заостануваме, изготвивме национална ИКТ стратегија со која целта е да се приближиме барем до 2030 до средината на европскиот просек, да го достигнеме европскиот просек, во меѓувреме да станеме и прва држава на Балканот во однос на информатиката. Кои се предностите, а кои негативности, ако така може да ги наречеме, со развојот на оваа информатика? Да почнем од негативностите. Би рекол, сајбер заканите се најголем ризик. Тоа не е негативност, бидејќи доколку има соодветна свест дека нешто не треба да се прави и начинот на кој тие делуваат е јасен за граѓаните, тогаш тој ризик се намалува, а со тоа се намалуваат и потенцијалните негативности. Исто од негативности би рекол дека се подпираме на технологија, од која може, не знаме како што беше случајот во Шпанија, да снема струја 3 дена, па 3 дена да воопшто да не функционира ништо. А околу безбедноста за заштита на личните податоци? Системите кои се дизајнираат барем во нашето министерство, секогаш се внимава на тој дел, односно преку интероперабилност се доставуваат само податоците кои одредена институција смее да ги обработува и сите останати за кои нема потреба и нема законски основ не се доставуваат. Секогаш постои основ ризик, како што кажав, за тие податоци да некој ги добие на нелегален начин, но затоа сме тука за да ја подигнеме свеста и да воспоставиме една соодветна инфраструктура со која ќе се обезбеди соодветна заштита, вклучувајќи фаервол, вклучувајќи системи за следење на сообраќајот, вклучувајќи disaster recovery сајтови и така натаму сите останати сегменти кои се во делот за сајбер. Да се навратам на позитивните елементи. Позитивно е тоа што, како што кажав, се намалува потенцијалниот ризик за корупција. Најголем позитивен аспект е тоа. Со тоа што се намалува влијанието на одреден човек во одредена постапка, се автоматизира процесот, се намалува потребата и од човечки ресурси, доколку се е автоматизирано и 5 институции имаат регистри преку кои можат да се добијат податоците преку електронски пат, нема потреба таму 5 луѓе да седат и да работат на секој еден документ, на секој еден извадок. Потоа има бенефити во однос на достапноста на информациите, во однос на едукацијата, во однос на намалувањето на административните трошоци при работата.
во однос на поврзувањето, во однос на економскиот развој, со тоа што ние ќе направиме соодветни услови за инвестиции на фирми, пристап до брз интернет, до широкопојасен интернет, фирмите ќе пројават поголем интерес, ќе се донесат повеќе инвестиции, ќе се подобри зајакне економскиот развој и секако ќе се отворат нови работни места. Да, токму тоа го очекав, отворањето на новите работни места, бидејќи младите верувам дека се повеќе студираат или учат за технологијата, за информатиката, затоа што светот таму води, све е кон развојот на информатиката. Ке имаме ли можност сите млади да ги вработиме, да има место под сонцето тука во Македонија, да не ни заминуваат во странство? Тој свет, да го наречам, се повеќе и повеќе се проширува и потребата за едуцирани кадри во таа област е се поголема. Заминувањето од државата, реално овде има голема потреба за кадри во таа област и се уште постои. И во нашето министерство има потреба, и во приватните фирми за квалитетен кадар. Она што за жал се случува е, младите стигаат до втора, трета година и особено во оваа област веќе ги превземаат одредени фирми и никој многу мал процент ги завршува до крај студиите. Значи ги завршуваат околу 700-800 последните податоци што јас ги проверив, а се запишуваат многу поголем број, се запишуваат можеби повеќе од двојно повеќе. Ние како држава се трудиме да го отвориме тој пазар, да задржиме младите тука, да направиме услови и други млади од светот да дојдат во оваа земја и да работат од тука, бидејќи пак ќе кажам, оваа технологија нуди можност и за далечинско работење, односно од овде да аутсорсираме услуги за светот и светските фирми, што е честа пракса во однос на самото заминување и бројките. Тоа веќе треба други анализи да се направат и мислам дека не во оваа област сме доста и компетитивни и со плати и со квалитет, така да мислам дека оваа сфера не е толку засегната. Да, значи дека можеме да ги задржиме младите, да не заминуваат надвор од границите, има работа за информатичарите и кај нас. Јас ви благодарам за одвоеното време. На овој начин, со овие информации, го одбележивме Светскиот ден 24 октомври за развој на информатиката. Благодарам. Ви благодарам и јас на вас.